абсорбираат убаво звукот, за да се подобри, за да нема ехо, да кажам, и некои плочи или панели од најразлични текстили, сунгери и така натака, или тие што отвараат Rap Studio исто така знаат и овој метод да користат од лепење на картони од јајца, што исто така целиот проект е во соработка со инженери по акустика или инженери по звук, или тон инженери, кои ни кажа баш за овој метод дека воопшто не функционира, што реално јас бев зачуден, но ни кажа дека воопшто никаков ефект нема на акустиката во простор. Самата вежба се одвиваше така што користевме филц од 5 мм материјал и со помош на ласер се потрудивме да направиме различни форми, најразлични решенија за како би можеле да развиеме некои акустични панели кои би можеле да ја подобрат акустиката на самата просторија. Сите студенти беа поделени, студентите беа поделени во 4 групи, од кои беа 4 различни модули да ги наречам, кои првата требаше да развие линеарни решенија, втората модуларни некои решенија, исто така со помош на орнаменти беше на групи, последната група беше со помош на виткање на материјалот на некаков начин, како што можете да видите и на овој пример тука. Момент, само морам овој скрин цело време да го мрдам на страна за пен да отворам, кој што можете секако да видите со некакво виткање на самиот материјал. Значи, ова е вежба, да нагласам само дека е вежба во првиот семестар, што значи низ оваа вежба им помагаме на студентите да ги научат алатките кои ги користиме како AutoCAD, како Rhino, како 3D моделирање и така натака, бидејќи со доста едноставни алатки како Mirror, Copy, Rotate и така натака може да направат најразлични форми, најразлични дизајни. За нас беше исто така доста интересно да видиме кои дизајни, кои форми, која техника би било најдобро решение за самата акустика во просторот и како се тоа би се решило. Сите студенти мора да направат на почеток, мислам на средината на семестарот проби од сите дизајни, каде што ги направија на мало парче филц од 10 диаметар 10 сантиметри, кој потоа заедно со инженерите по акустика го тестиравме и тестиравме колку од самиот звук се абсорбира, колку од самиот звук се одбива, колку се распрскува од самиот звук. Релативно едноставна техника, значи од звучник што се наоѓа тука, пуштавме звуци на различни фреквенции и после тоа со помош на микрофоните одредивме колку таа акустика се абсорбира или се рефлектира и така натака, и кое е влијанието на самиот материјал и на самиот дизајн. Неколку дизајни од студентите од првиот семестар, кој што можете да видите од левата страна, тоа е линеарен дизајн, од десната страна е модуларен дизајн. Студентите стварно доста добри решенија има за сите панели и многу беше интересно да добиеме толку различни дизајни каде што би можеле да тестираме самата вредност и самиот дизајн, бидејќи ако направиме ние 20 различни, многу различни од 90 студенти, секој со различна представа како би можело тоа да изгледа, како би можел самиот простор, кажем, да се разубави на некаков начин, да не бидат само некакви плочи со дупчиња. Од левата страна е дел од тоа со орнаменти кои работеа студентите, од десната страна е со некакво виткање на самиот материјал. Кој што кажав, истата вежба ја правиме во 6-тиот семестар, но разликата во 6-тиот семестар е тоа што самата вежба ја параметризираме. Со помош на Grasshopper или Python, зависи сега, некои студенти преферираат да работат во Grasshopper параметрика, некои студенти преферираат едноставно да ги програмираат работите во Python. Со помош на некои, да кажем, едноставни дефиниции, добиваме различни форми, даваме различни вредности на самиот програм и потоа ги добиваме сите на различни форми. За жал имам едно видео, но не можам да го пуштам, ќе морам да исклучам на кратко само момент. За жал не можев да пуштам искарот. И морал вака само да пуштам видеото, се надевам дека сите го гледате. Ова е со помош на еден слайдер во кој реално рандом е направено, а се добијат најразлични форми, најразлични решенија за како би можело да изгледа една панела. Тоа е во еден растер од триаголници, секој триаголник добива различна, да кажам, вредност и после тоа сето тоа се параметризира или добиваме најразлични видови решенија. Исто така, момент. Исто така во 6-ти семестар се користи и различни материјали, освен филц од 5 мм и некои панели беа интерактивни со тоа што користевме едноставно сензори за помош на самата површина која што можете да видите на десната страна, самиот материјал да ја менува својата форма и да делува интерактивно
во однос со средината во која се наоѓа. Исто така имам и, ако ме гледате на камера, претпоставам дека мало, исто така ова е интересен пример од самата геометрија на панелите како би можело да биде. Значи ова е мал пример. Имам покрај мене уште поголем пример, ако тоа нешто менува, каде што би можеле да добиете различни интерактивни форми со помош на геометрија, да кажем така. Сите наши откритија, целото наше, да кажем и од друга страна истражување, ги објавивме во книга Architectural Acoustics. Од нашата страна, бидејќи предметот беше предводен од професорката Милена Ставрич, од страната на инженерите за акустика Джамила Балинт, каде што сите наши дизајни од студентите, заедно со вредностите акустични што ги имаат сите панели, ги објавивме во една така наречена збирка од трудови. Исто така сите панели беа објавени беа презентирани на Interspeech Conference, една од најголемите конференции за audio, speech recognition, machine learning, акустика и така натака, каде што нашите панели беа користени кога да се даде простор, освен што беа презентирани, се користи да се даде простор на тие што доаѓаат да презентираат на самата конференција, да може да ги изложат од десната страна, која што можете да видите на левата слика, своите постери, своите истражувања, своите откритија, своите концепти, ја кажам. Исто така беше интересно дека во самиот простор, после тоа ја тестиравме акустиката и најдобар начин е да се тестира тоа со пиштол, со ќорци или како што би рекол на некоја македонска свадба. И да, прв се пријавив да пукам за после тоа да мериме акустиката во самиот простор и колку станува самиот звук во тој простор и колку целата акустика е едноставно променета после вградувањето на овие панели во просторот. Тоа е мање више само за првата тема, за акустика. Втората тема е Voxel Stage или 3D пиксели, каде што со помош на Unity, каде што со помош на Unity развивме едноставна програма. Мислам сите имаме AR моментално на телефоните, но ние се одлучивме самите да развиеме програма во која ќе можеме на едноставно во реален простор да ставиме како мали коцкички и после тоа со помош на телефонот едноставно да правиме некој дизајн на кој што ќе можеме цело време да додаваме некои мали коцкички. После тоа го градевме за стејџот, каде што користевме овие, да кажам, мали решетки што има истата димензија како нашите коцкички кои ги користевме во самиот дизајн. Ова беше работилница, морам да нагласам, од една недела во која се разви самиот програм и после тоа се развија и, да кажем, дизајнот на целиот стејџ и како тоа би изгледал. Добивме, бидејќи не беше работилниците обично се со мал број на студенти, но имавме сепак доста интересни решенија. Ова е делот каде што од едната страна се дизајнира директно во AR, со, да кажем, игра, од другата страна студентите го градат самиот дизајн и еве како на крај изгледаше целата бина, целиот стејдж на 15 seconds, и ова беше текст стејџот каде што доаѓаа луѓе, да кажем, од Google, од Microsoft и така натака, од Twitter што разговараа за своите, да кажем, откритија или напредок или така натака. После тоа више кој има осветлување, самиот стејдж и самиот дизајн добива тотално нова димензија, изгледа тотално абстрактно. И еве за крај една слика од самиот фестивал како тоа изгледаше и како беше, да кажем, на некаков начин. Тоа е за архитектонска акустика. Следната тема, која би сакал да дадам интересен акцент, е Digital Chamba. Тоа е дигитализирање на храмови во Индија, на западните Хималаи, во поранешното кралство, да наречам се нарекува тоа Чамба, или во денешниот дел на Химачал Прадеш. Интересно е, овој регион е доста интересен за доста архитекти, како да кажем и археолози и луѓе кои студираат азиска култура и ја истражуваат азиската култура, поради тоа што во последните 1500 години доста различни култури преовладувале во овој период. И се уште е малце тоа дискусија помеѓу Пакистан, Кина и Индија, точно на кого припаѓа овој дел. Нашата задача во овој истражувачки проект е едноставно храмовите таму што се да ги истражиме нивното архитектонско, прво нивната архитектонска вредност, религиозна, социокултурошка вредност или како да наречам, и едноставно да создадеме некој вид на дата банка што ќе можеме да ги презервираме сите тие наши откритија.
Два примери, бидејќи моментално целиот проект се уште се одвива и после долги дискусии со професорот Гералд Козич, кој го предводи фактички, он го води целиот проект. Ја има можност и сум благодарен дека ја можам да превземам страната на дигитализација на самите храмови. Обично сега би сакал да представам еден краток проект од ова е претходниот истражувачки проект кој се нарекува Nagara Architecture, бидејќи не можам точно све да кажам се додека не се објават резултатите. Кои треба, мислам, од нашето истражување кој требаше јавно да ги објавиме на конференцијата на Европската асоциација за азиска уметност и археологија и архитектура, која требаше да биде во септември, но поради короната ја откажа една година, така да сега, али за тоа можам да зборам за што работиме, а не точно за самиот проект и нашите пронаоѓања или нашето истражување. Сите храмови се документирани. Од една страна самите храмови се моделираат и секој дел на храмот се моделира, за потоа да можеме да ги користиме како за 3D модели. Имам тука еден 3D модел од истиот храм, што е од левата страна. И моделот од левата страна е едноставно после, како да кажам, прецртан или измоделиран по пресеци и основи кои се измерени на лице место. На десната страна е едноставно од слики реконструиран со фотограметрија. Сега ние навлегуваме во самото истражување, почетокот од самата архитектура до религиозното значење, бидејќи овие храмови се отприлика по 1000 години стари. И се уште луѓето што таму живеат не знаат точно кој е нивното значење. Пример, овој наводно е храм на Шива, но сепак внатре што е статуата не покажува на Шива, него покажува на некои други богови, да кажам, како Вишну или Сурја или така натака, што ние од нашата страна мораме сето тоа да го истражиме и да дојдеме до некој, да кажам, некој резултат што стварно таму се случува, бидејќи вакви храмови во тој предел ги има многу и многу малку луѓе во светот воопшто знаат дека постојат. Наследната слика ова е една 3D едноставно фотограметриска реконструкција на самиот храм. Исто така и ова е видео, што значи да, функционира. Реконструкцијата е направена едноставно со слики кои професорот Гералд Козич на лице место ги сликаше, да кажам, бидејќи не дозволуваат лазерско скенирање, дека доста е тешко воопшто да се влезе во храмот, бидејќи тоа е толку света работа за нив, а не па да сликаш. Кога ќе ги прашаш, ако сакаш да сликаш храмот, добро може, кога ќе види дека правиш више 100 слики, дури проблем настанува. Чисто ако правиш толку многу слики. Интересно сега, ако не влеземе више, ако збориме за архитектура, ако не влеземе во самата архитектура на храмот, можеме да видиме дека целата архитектура се врти околу некоја централна централна оска и многу е важна симетријата на самиот храм и исто така самата архитектура е доста фрактална, што сам да кажам со тоа дека самиот храм, кој што можете да видите тука, е представен во самата архитектура. Значи во самата иконографија, целата форма на храмот внатре е представена. Исто така можете и тука да видите. И цело време истите пропорции се задржуваат. Знам, не гледате многу, чекај, ќе опуштам видеото од почеток. Момент. Discard. Ета. Пример. Во овој предел може да видите дека ова е тоталната истата форма на храмот која се повторува низ целиот дизајн. И сега, што е интересно за ова истражување е тоа што целата иконографија од надворешната страна, што би можеле ние целосно ја истражуваме и после тоа се трудиме исто така сите тие вредности бидејќи има одредени правила, не е ништо направено дека добро изгледа. После тоа да се потрудиме исто така да го параметризираме и да стигнеме до случај што би било ако самата основа е малце поразлична, како би изгледал целиот храм. Бидејќи сето е пропорциски изградено. Вака малце на кратко само за еден од храмовите кои се истражуваат. Ова е од моменталниот проект, ова е само една страна исто така од еден доста интересен храм што се наоѓа во пределот на Чамба, кој потоа едноставно со сликите кои ги добивме, направивме 3D реконструкција со фотограметрија, што стварно наискрен сум доста изненаден што воопшто испаднаа сликите толку добри, бидејќи добивме нешто како само 20 слики, не можевме тотално да го реконструираме целиот храм, бидејќи нормално треба 60 до 100 слики само за да се извадат сите детали, но доста добро функционираше. Ова се уште во обработка, што значи покрај скенирањето, после тоа секако треба и во други програми да се обработат самите откритија. Моменталниот проект кој го работиме
се нарекува Најома Чамба, тоа е во пределот на Ладах, да не навлегувам се точно во самото религиозно значење, но кратко кажано, истражуваме моментално иконографија и внатрешноста од храм, кој е будистички храм во пределот на Ладах во Кашмир, и внатре, бидејќи е петостранна коцка едноставно. Одоле отворена, од надвор се распаѓа. И зашто сакам да кажам пред тоа, бидејќи не дозволуваат ни воопшто да се влезе, ни да ги сликаш, овој храм моментално се распаѓа, го има удрено гром. Никој не го реконструира храмот, бидејќи сите сметаат дека тоа е света работа. Дека од Господ, да кажем, на некој начин го удрил громот и така требало да биде. Околу 700 години е стар храмот и се уште никој не знае за него. Ние се пробуваме на некаков начин целиот храм да го документираме, анализираме. Доста интересно за овој храм е дека секој дел од храмот има некакво значење. Значи има просторна хиерархија на значење. Што значи тоа? Од горе почнуваат, фактички се представени 5 козмички буди, ако навлегуваме во религија, почнува све од горе. И целата хиерархија иде надоле, по статуите од страна, и понатаму иде исто така надоле, и се е поврзано и се има некое значење. Зашто сакам да кажам со ова интересно е дека моментално ова е најважниот дел од истражувачкиот проект кој го работиме, поготово овој храм, во кој треба да ги прецртаме сите, да кажам, фрески или целата иконографија на самиот проект треба да се прецрта. Тоа се потрудивме да го програмираме заедно со Институтот за презервација на културно наследство, но за жал тоа не функционира, бидејќи самиот програм не знае што е точно представено. Као што можете да видите, пример, тука негде доле во пишот воопшто не се ни гледа што е ова, а тоа е единствен начин да дознаеме што е тоа, е според иконите што се над него или до него, и тоа мора да биде некој експерт што се разбира од темата, како што е професорот Гералд Козич, кој го води проектот. Чисто само да видите како изгледаат другите страни, внатрешноста, пробува да го задржат целиот храм да не се распадне со некои дрвени столбови, и ова е некои 2 метри горе, значи влегуваш во храмот и тоа е на некои 2 метри висина, што значи треба да се качиш на скала чисто за да ги видиш работите, и сите храмови што се таму моментално се во состојба на распаѓање, бидејќи никој не се грижи за нив, а се уште се вршат некои традиции во самите храмови, кои што се гледа тука во овој дел, целите фрески и целата иконографија е уништена од тоа што користат свеќи или да кажем некој светла на различни улја и некаква маст, што тотално ја уништува целата иконографија, но затоа сме ние тука тоа да го истражиме, да видиме кој е точно целосното значење. Проектот се развива така што моментално сите овие откритија во Unity ги поврзуваме на некаков начин со информации, кои што можете да видите ова е од надвор, што е обична коцка. И интерактивно нашите откритија да ги представиме просторно со тоа што ќе можеме секогаш да ги поврзиме со информации, тоа да биде open source за секој да може да види и да има пристап до овие информации. Сега, исто така е доста интересно, пример имаме и ние во Македонија, исто така разговаравме оваа тема со професорот Гералд Козич, што може да се случи заедно со Институтот за православна религија, да кажам, во Виена, да дојдеме во Македонија да дигитализираме, да кажеме, на некој начин некој од нашите храмови, бидејќи утре ако се распадне или не дај Боже да има пожар, секогаш ќе имаме некаква дигитална форма од како изгледал просторно и би можеле да го зачуваме и после некој ден да го реконструираме. Едноставно, кој што можете да видите, ова е само мепинг од една страна на храмот, не е тотална реконструкција тридимензионална, во смисол не е фотограметриски, бидејќи самите зидови се искривени, тоа е доста тешко да се направи со сликите и можностите во кои се работи, но моментално развиваме програм едноставно каде што би можеле да се движиме во просторот со VR или самите храмови да ги програмираме и во AR, за да можеме со телефон едноставно да гледаме наоколу каков е храмот што се случува и да биде сето интерактивно, кога би кликнале на некоја површина или на некој дел од храмот, да би добиле информации за тоа што точно се случува таму и како целиот храм функционира и која е таа просторна хиерархија. Што реално ова можеме да го примениме во многу најразлични форми, едноставно мора само да се препрограмира, да кажам, целата програма моментално која работиме во Unity, да имаме пример некоја градба која работиме едноставно, да ставиме во програмот и на сите зидови, на секој простор што го имаме со едноставни кликови, да ги добиеме сите информации за каков е зидот,
што се случува, каков е просторот, која е идејата, со помош на VR, HTC Vive, едноставно да се движиме во самиот простор и да видиме кои се вредностите, да кажам, во реалниот простор. Тоа е мање више за истражувачките проекти што работиме ние тука на институт. Се потрудив малце да скратам на некој начин, да не биде толку долго, не биде толку досадно, бидејќи сум меѓу последните и се надевам луѓето се уште издржуваат и може да ме пратат. И на крај би сакал да представам неколку работи кои ги работиме ние како институт, Just EIM Things, Institute of Architecture and Media. Ова е павилјон кој се направи во Лакенбах, во Бургенланд, близу границата со Унгарија. Ова е дел од парк на Естерхази, тоа е како кралска фамилија или Noble Family да наречем, имаат огромен парк, каде што имавме ние можност со студенти од 6-тиот семестар да развиеме најразлични павилјони и најразлични решенија. Сепак сето тоа што го правиме ние со помош на параметрички дизајн и со помош на Grasshopper, Python и така натака. Ова беше едно решение за павилјон кој целит од дизајн до изградба се случува во еден семестар со студенти од 6-тиот семестар. Ова беше еден павилјон кој го изградивме пред година дена, лани. Исто така, ова да кажам на некој начин како тунел измеѓу две страни во паркот. Други решенија, значи ова се одвива више неколку години. Мост кој поврзува различни делови од паркот. Исто така ова е уште еден павилјон кој ова е дел од Мастер студио. Овој павилјон најразлични решенија за седење, за клупи и исто така на некој начин како мала бина која е исто така развиена на истиот начин како сите работи и мислам дека и ова е Мастер студио покрај другите и покрај мене имам еден модел како све тоа изгледаше. Значи самите проекти се трудиме да ги автоматизираме на максимален начин, што значи почнувајќи од самиот дизајн се е автоматизиран и од самите панели доста од нив се направени со помош на роботи, за да можеме тотална прецизност да имаме. Нешто е сечено на ласер, секако сите модели се или сечени на ласер или ги принтаме за да видиме како изгледаат, со различни видови на принтери. И моментално овој проект исто така мислам дека пред 2 години се изгради, кој со помош на роботи за да добиеме максимална прецизност успеавме да го изградиме. Кој што реков, rethinking traditional ways of architecture, бидејќи сепак е ова дрвена конструкција. Со помош на самата геометрија и самата форма можеме да добиеме најразлични решенија. Благодарам и имате ли некои прашања? Благодарам, Кристијан. Стварно импресивно ова што го работите на универзитетот и стварно е прекрасно што студентите можат да имаат пристап до тие и технологии и изведба на овие проекти во реалноста. Не знам, може да уште се вратиш на павилјониве, зашто многу интересни. Добро. Не знам, моето прашање би било, например, кој е процесот за дизајн за овие интервенции, затоа што генерално ние како МЛМ тоа што можеш да следиш, а можеш утре да слушаш за што работиме. Генерално ние не работиме параметрички дизајн. Супер би било да направиме нека работилница заедно, па да ги запознаеме нашите студенти со тие технологии. Меѓутоа, генерално нашиот процес секогаш потекнува од потребите на локалните жители, од околината, значи и после тоа доаѓа дизајнот. Сега ме интересира кој е процесот на дизајнирање на едно вакво парче, дали тоа е нешто независно од што се случува или се црпи некаква инспирација од околината. Вака сега, значи самиот процес на дизајн е исто секаде реално. Значи, кога имаш една идеја, пример би сакал ваква градба да развиеш, во секој случај прво правиш скици, гледаш какво би сакал да биде, каква е околината, што точно се случува и така натака. Више кога го имаш дизајнот, бидејќи параметрички дизајн како параметрички дизајн не е вистински дизајн. Во смисол користиме ние параметрика да ни помогне со нашиот дизајн. Дека можностите се толку големи. Ако чист параметрички дизајн се користи во
во самото моделирање, да кажем, на градбата, има толку многу решенија, што едноставно ќе се одлучиш на крај за што најдобро изгледа. Значи, фактички после дизајнот, значи тоа се дизајнира како секаде, користиме едноставно параметриката за да можеме нашата работа да се олесниме. Пример, со помош на неколку слайдови можеме во секој случај ако одлучиме утре да кажам пример ако одлучиме утре дека овие делови ни се предебели или претенки, со помош на еден слайдер можеме во секој момент да го смениме. Ако одлучиме дека оваа форма не ни се свиѓа, сакаме да направиме петоаголна форма. Тоа е едноставно еден клик, не треба целата форма од поново да се црта. Значи, сепак процесот на дизајн е ист, но после тоа ги користиме Grasshopper или Python или некој вид на програмирање, едноставно целиот процес да можеме да направиме што полесен и поинтерактивен, бидејќи за истава форма, ако сакаме да биде петоаголник, тоа е еден клик. Истава форма, ако сакаме, се даваат слайдери за висината, за ширината, за секој делче колку е поголемо, ако одлучиме дека сите делови што ни се спојуваат со горниот дел, тука сакаме да имаме повеќе или помалку, тоа се еден слайд. Еден слайдер. Значи, за изведбата? Молам? За изведбата, кои се лимитите, например, не знам, оди малку понатака, например, на таа школката што е. Кои се лимитите во однос на некоја порационална форма, да речеме, по-прагматична, нерационална? Лимитот зависи само од самиот материјал. Да кажем така на некаков начин. Бидејќи доста важно е кога ќе се нацрта некоја ваква форма, најважно е прецизноста при изведбата. Да. Како самиот ќе се изведи, кога имаме можности да користиме CNC машини, роботи и таков вид на технологија, можеме да бидеме 100% сигурни дека тоа што го имаме дизајнирано ќе биде 1:1 исто како што го имаме дизајнирано. Значи се зависи едноставно. Таа цел правите модел претходно или во 3D го гледате сте парчиња склопени? Модел во секој случај мора да се направи, бидејќи се уште верувам јас и веруваме дека 3D никогаш не може да стигне на нивото као што можат вистински модели, кои ќе може вистински макети, да кажам, кој ќе можеш во рака да го држиш и точно да видиш какво е. Тоа е 3D принт, што го покажуваш сега, нели? Да, 3D принт, ова е обичен PLA принт, ова е обичен. Да. Обично принтам и со STL и моментално добивме принтер со керамика. Никоја недела. Браво. Значи принта керамика. Да, принтаме керамика со дебелина од мислам дека 0,1 мм беше најтенкото што може да принта, а може бесконечно високо да принта, што е доста интересно. И тоа е сега, да не навлегувам тоа е друг истражувачки проект кој се работи на институт за материјали и можностите како денешниве технологии да оформуваат, како кажам, најразлични решенија да можеме да ги изведеме на некаков начин. Бидејќи кога имаше на ваква форма како што е на последнава слика, тоа да се изведе е доста тешко и моментално има целосно истражување како би можеле ние да го олесниме процесот на изведба на вакви форми, која има некоја double curved surface, која е заоблена од двете страни. Бидејќи тоа е доста комплицирано само со оплати и со шалување да се реши. Да. Има овде метална подконструкција претпоставувам, нели? Не. Не, дрво е внатрешно. Да. Дрвена конструкција. Значи чега ламинирано ли е дрвото? Не можам баш да сватам. Као Значи, ако можеш да ми покажеш некој цртеж со подконструкцијата како? За жалост овој цртеж немам, но бидејќи стварно треба да барам да најдам точно цртеж, би требало тоа долго време, но едноставно се како дебели плочи кои после тоа, значи сепак вакви дизајни, вакви работи не можеме ние како архитекти сами ги решиме, треба луѓе столари од браншата што самите знаат како би можеле ние тие материјали најдобро да ги споиме, но мислам дека гледате тука се гледа точно како материјалите се споени еден со друг. Се исто така лепени. А што дрво е ова? Не знам да ви кажам. Не помнам. Не, супер изгледа ова, одлично, мене му ми се свига. Мислам, као и ова скроз имплементирачки во Скопје, со тоа ние што го работиме као мелеем. Со тоа што можеби не би можеле да сечеме на ласер токави големи парчиња, ќе треба да го
прилагодиме дизајнот на можностите, меѓутоа Добро. Пример, еве, сега би земал како пример моменталниот проект, така? Кој што можете да видите, самиот проект не е ништо повеќе од неколку различни форми. Моментално првата форма е петоаголник, која едноставно се менува самата форма како иде до крај. И со тоа се добиваат како различни рамки. да. И се, ако сакаме во средината различно тоа да се различно се ротира или различно се движи самото, не е доста, воопшто не е тешко тоа да се промени. И вакви проекти се доста лесни за изведба, не едноставно мора многу да се документира, што значи треба да ги знаеме аглите на секој и овој проект пример не е изведен со помош на роботика или такви работи. Ова е едноставно, тука овој проект мислам дека студентите лично го сечеа. Бидејќи на секое парче дрво треба само да се знае под кој агол точно се сече за целото на крај да се спои. И сето мора да биде документирано за да не се измешаат парчињата. Да. Знаеме секое парче каде иде. Супер, одлично. Прашања од публика? Се надам дека има. Сигурно сте се шокирани. Позитивно. Не, затоа што генерално молам. Викам се надевам дека е А позитивно. овде во кафте имате стајано? Знаеш? Знам дека не беше нешто кузне кокаво, бидејќи тоа беше само доволно за да ја држи конструкцијата. Не памтам, бидејќи јас ова кога се правеше, мислам дека само дојдов кога ги редевме горните делови, при долниот дел кога се ставаше не бев таму. Супер, и ова изгледа одлично. Сите, мислам, без разлика на компјутерското, сепак мора дизајнот нели да е пропорционален, да е, мислам, не е само компјутерот. Да. Значи ние сепак се трудиме со помош на компјутерот или со помош на програмирање, едноставно самиот процес на дизајн да го олесниме, бидејќи сепак архитектурата е архитектура, самиот архитект одлучува, гледа кои се можности и така натака во просторот кој би било недоброто решение. Сега ние гледаме начини едноставно таа работа да ја олесниме. Бидејќи кој што реков, ако треба пример тука да се смени дебелината на едно парче дрво, треба целиот проект да се промени. И не би знаел како би изгледа ако парчињата се 20 см или 50, а со помош на еден слайдер во секој момент можеме тоа да го видиме во 3D модел. Да. А колку време ти требаше да ги научиш тие софтвери? Но. Ги учиш кратко, ама после ги усовршуваш, ти поставам. По сега проект. Вака се зависи. Моментално се концентрирам повеќе сега на 3D визуализација и на Grasshopper. Што значи едноставно програмите, како кажам, се учат да кажам во месец-два, но после едноставно со вежбање може да се науча за да стигне до некое ниво кај што би можеле да се користат за секакви работи. Тоа е едноставно вежбање. Да. Мислам, јас на Институтот за архитектура медија работам 2,5 години. Значи, од самиот почеток почнав јас само со 3D моделирање во Rhino. Да. И се доврши во тоа, мислам, покрај стандардните програми како AutoCAD, InDesign, Illustrator, Photoshop и така натака, стандардните програми кои сите архитекти ги работат. Почнав со 3D моделирање, после тоа се префрлив на програмирање, Grasshopper, Cinema 4D со Redshift, моментално Unity, C# програмирање и така натака. Сега не навлегувам во одредените програми, но како поминува времето, секоја нова задача секако бара нов скил. И со време секој скил полека се усовршува. Дали и како можат македонските има на прашање студенти да учествуваат во вакви работилници? Има два начини. Едно е ако сака некој да дојде на Erasmus. Тоа е првата можност, бидејќи интересно е дека немам ни еден македонец запознано на факултет. Да? Значи Технички универзитет Грац, ТУ Грац да запишат на Грац, Техничкиот универзитет Грац, да. Едната можност е да се пријавите за Erasmus, но Erasmus во мастер е моментално англиски, но сепак бараат основно знаење на германски. Бачелор е стрикно на германски. Значи во мастер доста од програмите се на англиски, но сепак треба да се има основно знаење на германски за може да се влезе во мастер. Другата можност е ако организираме, бидејќи работиме ние на работилници низ цел Балкан, заедно со професорката Милена Ставрич и професорот Алберт Билче, како работиме сме имале работилници во Нови Сад, во Љубљана, моментално соработуваме во
Ljubljana за дигитализација на целата колекција на Иван Скушек. Тоа е азиска колекција на артефакти и цело време правиме работилници низ цела Европа, насекаде, така да ако би имале можност да се организираме, да направиме и работилница во Скопје, во секој случај. Да, можеме заедно да направиме некоја работилница. Да, значи ние сме во секој случај отворени за соработка на секаков начин. Да. Супер, еве, значи сега буквално се презентираме сите, на некој начин правиме некој нетворкинг, гледаме кој што работи и понатака како излагаат проекти можности, одма се комбинираме, знаеме, еве, на студентите дали им се допаѓаат овие работи, дали им се свијаат, ама ја мислам дека на сите ни се интересни и возбудливи, посебно затоа што генерално овде никој не прави вакви работи. И мислам дека е добро да се впуштиме во некоја нова вода. Секако, но разликата е бидејќи ние имаме цела катедра или цел институт, да наречам, што е посветен само на тоа. Да. Тука сме, колку да кажем, 20-30 луѓе или 20 на луѓе, се професори, се 10 да кажем, другите сме асистенти или студентски асистенти како мене, што на тоа се концентрираме, значи сепак во примарен фокус на архитектурата. Но ние гледаме како со дигитални методи можеме да помогнеме во целиот процес на дизајн. И тоа е нашиот фокус како дел од институтот. Да најдеме едноставно некоја иновација или нов начин на дизајн со помош на алатките кои ни се дадени на располагање. Одлично, Кристијан, ти благодарам премногу за интересното предавање, баш инспиративно, барем на мене, што ме интересираат вакви дрвени проекти, посебно темпорари, привремени. Ќе бидеме во контакт, одиме со кратка пауза и завршуваме за денеска со последниот гостин Бекир Адеми, а на крајот имаме краток раундтейбл со денешните говорници. Значи се гледаме во 14 часот. Напите се вода, пите кафе, одморете се малце. Благодарам уште еднаш и поздрав. Поздрав.